Здраво, живо, поздрав од ресторан Ексклузив, емисија број 216. Данаска имамо едно интересантно соговорника, Стар Кумановаc, познат уметник од наш град и стварно ми е задоволство ќе биде с нега да разговарам у наредни отприлike 60 минути, нешто повише. А наш и ваш гост данаска е Мирослав Поповски или Кумановци ги препознаваме како Вински. Вински, здраво, живо, живо. како си? Па, од Бога добро. Од луѓе ки се чутимо. Обичаено на почеток да го поздравиме нашиот спонзора, тоа е туристичка организација Златибор. Едно прекрасно место. Еве, ја беше неколку дена тамо на одмор и да ви кажу право, Златибор е стварно многу убава работа за свакога човека поединечно. Воздух е извареден, гостопримливи луѓе и препорачувам од срце да отидете неколку дена, мако да промените воздух и стварно ќе се сеќате многу боље. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Еве на почеток, обичаено сви Кумановци ги прашувaju, па и тебе. Твоја потекло е интересантно. Твој дедо е од Винце и прво почнаја од njega разговор, од твоју потесну фамилију. Ти кажа уводен дел на кад се видимо сега дека твој дедо бие свештеник. Дедо ми бие учител. И баба ми и дедо ми учители са биле. Али тој време немало богословие и понудиле му да се запопи. На Кумановски кажу да се запопи. И му понудив му епархију, Винце, Студена Бара, Вакъв и Длъгали, не сам тачно ќе ти излажу. И оттамо искочи псевдоним Вински. Пошто и татко ми се представлява како Јоско Вински, има тој стика баш од попа, иначе они се греда, стари Кумановци биле. Народна револуција број 100 куќа не е била. Тоа е Карче Скорупана, испод Соколански парк, што го викамо ми. Да, тој се и Цаце Соколанац. Тако е, Цаце Соколанац. Има опанчар еден потаму со каче. Да. Там опанци ми правеше. И други познати Кумановци. Постари тие по не ги знам да ти кажу. Пошто стара генерација тие се. Ми ќе покажем дека едну фотографија, она е од доста далечно време. Тоа има преку 100 години слика, веројатно. Сигурно по. Еве га твој дедо, ќе покажеш кој е с руку. Еве га дедо Поп. Како се вика? Нако. Поп Нако. Ова е баба ми. Теодора. Теодора. Не, Параскева. Параскева на мајко ми е Теодора. Мајка. Добро. Тоа е венчање на мој тетку Нада. Она с... Ова е баш у Винце. Па, ке ти излажу. Да. Па валјда тамо е. Пошто не... Да не тврдимо сега. Еве гледам уште едну слику. И тоа е исто венчање на тој тетку моју, на татка ми сестра, пошто они са биле 6 браќа и 2 сестри са биле. Пошто така сви се имале... Биле су голема фамилија. Голема фамилија. Така. Па така, богатство било деца да имаш. Што и сега е. Али ова е многу впечатлива слика. Вински дека некоја чешма ли е ова стара фотографија. Чешма у Дали пишува? 1924 година. Има изрезбано, стои си тој горе. Изрезбано е на чешма. Многу интересантна фотографија. Ова е татко ми од сраното ја. Да. Со тие негови таму другари, пајташи, како се нарекнуе пони. Па сега ми бите прашаја, па ти пошто га памтиш дедо ти и бабо ти? Дедо и бабо не ги памтуја. Не. Не. Они се умрени биле. На мајко ми дедо га памту. Ване, Јорганџије бие. Он имае дуќан тој. Дуќан имаја куде сега што е културен дом. Куќа му е била куде што е 13 катница сега. Така е.
Ту ми била куќа, дуќан има куде библиотека, па испод библиотеката. Се културен дом е туја. Не знам колку памтиш. Улаз на пазар имаше. Цар пазар тој беше. Куде се што е културен дом. Имаше два улаза, еден од циганскog гаче, друг од вама од плоштад улазеше се. И он испод njega имаше дуќан и мале. Ја мал сам бие нова. Памту, имаше снегови така пуно. И дедо ми беше направија, станувија во спање у куќу, у двор, пред прозор, направија ми, си прави снежко, ми направија куќе, огромно куќе од снег. А на сви деца им правија се, по тоа памту дедо. Ти како дете вински памти сигурно тој време сви кажуваја комалци дека имало многу снег. Ке ме поведе се у градинку и куди гимназију се што е улица Кри Методи. Само путинка направена, ја не виду од снег. Татко ме води и шистире колку да проваѓа луѓе само. Пошто немаш ауто така. И рачуна ја па 5-6 сантима, па и метар снег имало. Да. Ја мал сам не може да виду од снег. Оду како у тунел. Тој вика стои, вика со данови. Па немаше ауто. Немаше никој да чисти. И не е било загадено тоа. Не, чисто како слушај. Тој сега ауто загадуев. Еве идемо поред за твој корен, за твои потомци. Овдека на фотографија е татко ти и мајка ти. Татко ти интересантно ти кажа дека работеа цел живот у СОК. Да. А мајка ти е била Учителка. педагог, една убава, благородна работа, учителка. И еве да покажеме фотографија од твој. Тој сме у куќу на Слубе. Татко, мајка, ја и сестра. Кој се викале татко ти и мајка ти? Татко ми Јосиф, мајка ми Сунчица, сестра ми Елеонора. И ја Мирослав. Да, за жал сестра ти е почината. Почината е од лошо бољко. Фотографија, ово е на некој туристичко место. Некој бању таму, дали у Врнешко бању беше тако нешто, мал сам. Соко бања, Врнешка бања, знам бања некој е, сигурно тој. А ова е у Охрид сме сликани тој. Да, ој се препознава позади дека е. Да, тој сме у Охрид сликани. Пошто так Народна банка, татко ми има са летовалиште у Андон Дуков, у Охрид. Тој е према Стругу. И 3-4 години сме иште тамо поред. Убаво се сеќам, мал сам, али сеќам се. А татко ти цел живот е работеа у СОК, а? Цел век. Бие инспектор малку и после у СОК. Служба за општествено книговодство, така го вика се тега. Што може да ни кажеш, еве, и ако одамна се починати твои родители, татко и мајка се биле нешто најубаво на свет за свако дете. Они се го смерувале како да се дека васпита, да биде поштено, одговорно в живот и Ја викам, како татка ми, не знам дали има друг татко. За мене бија све. Не може да кажу цар, не може да кажу председател, али што ти памтиш, еве, што те он највише учи во живот? да бидеме честни и поштени. Вика, синко, с честност и поштење, поубаво нема. Така и ке те сакав луѓи, и ке те поштуев. Пошто с прљаво работа, вика, не се живи. И татко ми имаше девизу, вика, спиу мирно, синко, вика. И спиу, вика, у пижаме и бос. Не спиу облечен. И што вика еден стар Кумановец, вика, абе, вика, спиу мирно, вика, не се нервирам и спиу со отворени врата. Па како вика, заклучи, вика, ке ти уле. Па вика, нема кој да ми дојде, вика, ја немам, не сум дужен на никога, вика, не сум у крај. Не е крај, не е правиот зулум. И кога ќе појдеме на Малбаше, кога ќе појдеме да шетамо, на 5 метра ќе го поздравljав луѓе. О, Јоско, ќе застане, ќе се поздрави. Значи, тоа е тој што вика, чист образ и мирно срце, и спиеш спокојно. А мајка ви кажемо дека била учителка. Да. Она во која школа предавала мајка? У Христијан Карпош. А горе у Баново Толо. Не, Карпош беше куде школа. Ја како Да, памтам, куде школа. После Карпош. После го пребацив. Да. Значи, Еве го ваша циганско мајка. каче беше. Ова е некоја генерација. Па, со сваку генерација има се нели сликав се тој. Едно да не се чисто да се види дека тој бил учителка, па после била у градинку и на крај завршила у библиотеку. Памту библиотеку кога го селесмо. Беше куде пазар, куде А сршто. куде баш куде пазар е била библиотека? Малински имаше сликаро. Куде што е горен пазар се? Не, долен пазар. А Куде културен дом, тој беше А, пазар. културен, Циганско добро. кач.
Улазеше со циганство качи и од вамо од площад. 2 улази имаше пазар. И они беа, имаше пивница, меѓу пивницу и агрокоши и гумали беше продавница, не памту како беше, и библиотека. И памту јам од школу ке улезу, а шалтер висок. И не може да ме види ја с руку чукам, сунце оди вамо, син ти дојде од школа и ке ме уведе внутре. Иначе памту кад го селимо библиотеку, у руке смо носили книги, так немаше превозни средства. У руке ке ни врже по 10 книги, на нас деца по 10 книги, они по поишки и вржени с како плат на некој, такој у руке да го преселимо ново библиотеку. Дали памтиш каде било тоа, кој година прилики? Па негде 70 години негде. А може и порано. Да. И после примива цобе и му дадева комби и им ведно фургон да разнася книги. Значи мајка ми носила книги, у автобус ке седна и ке носи по села книги. Тега у библиотеку се работале познат еве на Миливоја Тепича, жена е работала. Тепичка? Да. На Зоките Зора, инспектора. Зора, мушу беше у Керкови сега учителка. Аха. Зафирова Зора, она Свети Николчанка или Штиплянка, тут негде, Свети Николе. После Тепичка беше Веска на Гацета од Уминдол, жена, слога Уминдол што беше. На Трњака баба, таа е. На Трњака баба, да. Трнин Мирослав, Правда, црна беше една. Не су биле пуно запослени Не, тега, малку се биле. 7-8 жени беа, пошто имаше Да, да. детско и возрастни. Да, да. Имаше и читална, имаше, у кој новини се носа свак ден. Да. И улезеш, земеш си новину и седнеш таму да читаш. Прочиташ, здиплиш новину, вратиш го на шалтер и си скочиш. Тој си кумановци тие стари, дојде се да прочитам новину тоа. Не, прочита, нема цепање ништо. И здипли новину, врати го назад. Така да чува се новини, они има са фонд, како архиво има са. И свако годину и у Корици имаше Ната Тепичка. Да. Она беше, тој како ga викав, што ги укоричуе новини. Книги кад си цепа поправляше ги, тој познишале, како ги викам, не знам. Она тој работеше и новини од целу годину, ќе ги состави и ќе стави како тврд повес и си пише година 2024. Така интересантно, млади деца и постари су зимувале книги од библиотеку масовно. Така се е читало книга. Многу се читаше. Многу се е читало. Многу се читаше. И имаш оборско да го вратиш таму, не знам, за 15 дена. 14 дена да го вратиш. 14 дена да го вратиш, ако не е казна. Па, деше се и да ги провери в деца, кој чита, кој не чита, пошто има некој не чита. И данас кога ќе правиш стик пробу. Ајде, кој ќе го враќаш тој? Што се раскажува њуме, стик пробу направи, ти ќе оние деца кои не се читале враќа се назад, бега, ќе ги врати, ќе ги карав. И врати се јутре ќе иде, јутре не бега и испрашував. Да. Добро, во свак случај читало се многу, што е било добро за деца да се малку едуцира. За жал да не, тоа сме го збориле 100 пати денеска, не се чита книги. Има деца изузетци читавали, повеќе се на интернет, на телефони, на... Телефони упропастива све данас. Да. Колку е корисно, ја викам дупло и штетно. Уноку упрашам нешто, се ќе видимо дедо, телефон га земе, се ќе најдемо што е. Да, да, да. Не е тоа викам ствари Штетно да... е неверојатно, тој треба да се прави посебни емисии, посебни дебати за колку тие телефони и компјутери, ја не викам они су добри и корисни за некои работи, али су и за некои работи многу штетни. Али тоа е друга тема. Тоа е друга тема. Интересантна работа е што како дете ваша куќа ти кажа дека е била каши скорупана сега. Да, Народна револуција број 100. Револуција. Еве ми ќе покажеме една фотографија ти како дете овдека. Од мало се гледа дека ќе се каја или точак или мотор да возиш. Овдека си имае веројатно 5-6 години, ја претпоставljam, или? 5 години сам тој. Да. С точкиче. И баш пред долу. куќу се. Да. Тој надоле има слубе за моје дискотека, после телебина, нагоре се качуе. Сакам да те прашам нешто. Туја у окружение ваше, кои су биле комшије кога сте живеале во куќу? И кој година сте ја купиле куќето и кога сте дошли? Sa кој куќу? На Народна ова Народна е револуција. тој татко ми го е првија. Добро, тоа е било значи Кад одамна. го продаде 50 и прво или друго годину, продадев го куќу на Народна револуција. И татко ми купи и на работа се смеале негови колеги. Вика, ова Јоско Пулаве, вика. Продаде куќу и ку центар на град, испод парк, купи, вика, Лојзи купи, чак поза гимназију, вика, тоа далеко било многу, вика.
Али еве га се, после тој кад почне, и пошто мајка ми просветна работник, и почне да се влече улица Кирил Методи на просветари, Добро. и па негде 15-16 учители се живели, учители и учителки. На седи, они се викав се и заедно дружи се. И затоа се направија слику икону с Кирил Методи да славимо славо. И се дружи смо. Сега некако спласнава тие. Прва слава ти има сликата ја. Да, ќе го покажеме покасно. Тоа е кад беше рат, кад беше. Полиски час имаше. 2001. 2001 година те го правија. И не дадевате кафано по полиски час има. Кад намога молејке Оливера Фурино, супер, не може вика. Да. Абе ќе си претрчимо дома. Вика, ви ќе претрчите, ама има келнери вика од Пројевце, од Бано Отрло, вика натаму по за болницу седив. Како вика тие ќе отиде. Да, да. И не надева кафано и у гаражу смо тој сликани. Значи конкретно у овој куќу каде што се живеа ти како Да. дете, кои се биле комшијата? Ова кој на Ќоше, одма после трафостаницу, Пеко. Татко му Тиштере бија. Добро. На Ралиќа дедо и баба. Ралиќето беше општина. До нима Чичо ми, Љубе Вински, па мајка ми, па до нас Слога Кондурџија. Негова снашка учителка е сексо Австралија они, па до нима Ѓоко Алексиќ и Марија Алексиќ, учители они, па потамо Владо Спасиќ. Се тај куќа што е милицаја што го купи од нима. Чекај, ти што тоа се каже кога емисијата кошаркара или погоре? Не, од трафостаницу кога продуиш право. Карче доктор Кокулинац. Аха, Тоа е секако живее леву страну. Идеме од десну страну на Ќоше, Тапетар, Мете. добро. Па до нима доктор Кокулина што е Тоде би учител и мајка му, жена му дивна, учителка и она. Па до нима Митре, професор по математику. Жена му секретарка у школу Ти беше. се збориш овој кој што е гимназија, така Да. ли? Кирил Методи улица. Ја те почуј за овој горе кој е Соколано тој. Не ги памтиш Не. Јас сам роден овдека у Ново куќу. Ново куќа. Да, така за тамо чисто Па знам. тој седи овај Наташа рукометарка со тие комшија. Да, Наташа чувана. Наташа, Алексовска. чекай, пред њума Ристо Фило, Така е. учител Ристо и Јуцка, учители они, па Наташа она зема пензија од интернат, Да, рукометарка. он е таму. Па после њима Голинец. Не Голинец, овој гимнастичарка жена му што е била порано Соколано. На крај е Цмко на куќу. Цмко е на Ќоша. Да, знам Пред ги тие. Цмка Веско беше и пред Веска исто професори бија Чијанци ги викав. Он е бија професор, малце предавал техничко, па после у земјоделско отиде Милисав. Исто и он е професор. Па рачунам се колку професорни лица туја. Па намо на кој гимназија ќе будеш Војо беше црн. Па потамо Ѓоко, Да, па Чугур. Па Цеце тој е. Цеце, викам ти на толку кратко Па оној Пеко работеше у Искру тој на крај. Пеко на Ќоше, На Ќоше, да, прва куќа негова. број 9 он е на Кирил Методи. Да, па тој е бија строг центар на град, едно од најубави места. Али чек, ама Лојзин биле вика, вика чек Да, вика да. после гимназија тамо купија куќу вика. Да, Плацко тоа е биле било тоа убаво Лојзин. место. Тој е било близко гимназија, игралиште е било тој. И Памту кад га се отирава игралиште у гимназија. И Ваљак кад го донесеа Ваљак, оние стари за асфалтирање некако сега овие модерни. И деца играмо се тој стои он. Вижте, тој веројатно на тој игралиште многу играле. Долго беше играње. Тој играње било што да ти кажу. И чекамо ми помали да заврши прво ја поголеми. Ми поза од срану чувамо топки ми ги донасамо. Димир Бози мало што да ти кажу. Све си спободеш, али меракте да го донесе топку на новија поголеми. И они ќе се измори, ќе седнев, кој пиво, кој тие, такви работи, и так ми мали ќе наступимо да, што сега друго полувреме да ги играмо ми. Тој сте на тој игралиште веројатно играле највише топко, а? Фудбал играло се мал фудбал исклучиво. Па имаше и многу турнири се одржуваше се. Да, да. Мал фудбал. Ми... Тој кошарка мисли дека не е имал кошеви. Не, кошарка се задњо време се кошеви. Да, сега се беа кошеви. Иначе било е мал фудбал и рукомет тако, али помалце. Пошто рукомет беше Соколана горе. Значи ви сте веројатно тој играле околу гимназија највише. Многу се имаше играње. Тој Па тој поводот со каче Благе Кипријановски, па Моше што работеше во Моше општина. секретар во општина, па Далавера погоре. Делавера тој е и други луѓе. Тој друштво смо биле. И денес се сретнемо се и се ривамо се. Да. Правите си му обед. Како дружење многу. Па еве гледаш и слава смо имале. Да. И
И дружеше се народ. Не те праша, извини. Татко ти, каде бие жив мека ти, која ви е била кучна слава? Свети Никола. Сите Никола ви е била, да. Тој е од попа наследиле смо го. Илјам се. Тоа е била традиција да се свака куќа во тоа време има славу, кучна. Сви славе така и кај тачно ги видиш луѓе кад поев на славо. Дотерани, немаше с ауто или такси да се водиш, пешки. Дотерани, машќа, вржан, сви тие ствари, можеш и шир. И ке седнемо на славу, ке не одведев. Воде се не така, не да садев дома. Да. Ке седнемо на славу, не спем да зему ништо. Тој знае се. Што ми стави мајка утенир на мене и на сестру, тој. Прво гости мора. Прво гости. И кад ќе седнеш, прво ти служи, пшеница се послужи. Тоа е стара дед бие, пшеница се послужи, што ги срби жито. И после тој ти послужи. Па толку многу и мало гости, да се деси некад, пошто дете бија, прв кој доше, да стане. Дојде собере се, нема место више. И оној прв кој улегнае мора да стане, да напушта. Да може други да седнат. Да седне други. Па се деси, пшеницу ќе го послужи, а пиење да не го послужиш. И тој се дешавало, пошто многу луѓе да се постави, се изумираат и кажу. И се модерно се вина. по 2-30 души во куќа, сигурно. 2-30 па 3 дена се стави. Да. Заслуг, слава, патерица, кекерица. 4 дена. 4 дена. Колачи, пошто постан слава, колачи и рибе. Така да остана ми на мене мерак за рибе. Јас сум по рибе многу. Имам сигурно имам 10-15 кила риба во фрижер, а месо немам ни 100 грама. Да. Ово кој се ги покажемо слики од тоа време, привилегија е било да млад човек или дете има точак да вози. Тега се биле у моду пони и оние поголеми тие точкови. Пони после искочива. Прво беа класични овие големи точкови. И знам, татко ми купини на мене и на сестру ни рок. Рок Лјубјана е било тоа. Рок. Словеначки беа тие, али Партизан имаше рок и не знам кои други тако. Тие беа потоа Кој сам дека помарке. на сликови? Туи смо, овој ми е Живко брат, Маријан, Божиновски Маријан, моме Бону што го реше и јас сам овдека. Они се двојица заедно на точок, иначе братучени смо. После би на А моме тули се деј моме. не. Он доваѓаше куде Живка, пошто со Живка се први братучени. Да.
веќе пони моторче или АПН-4 како Пони моторче. АПН-че, ово има друга слика с АПН-че. Да, кој сте дека ти Ја и Перо се вози такси. Куде уред стои туја, од тие диви такси што се. С него има интересна... Куде работеам порано? У Искро, ложач. Ложач. Ложач беше и Искра се затвори. Мора да живиш. И почна такси да вози. Ево дека атракција малку динати тракала. Да, тој, Овој на куде возите и кој сте дека? тој сме у пројаве се сликани. Ја, Перо евега и овој Гаринчо ли беше, не знам како беше. Забравимо се више. Гаринчо, да. Овој Гаринчо што игра кошарка, тој. Не. А не тој Гаринчо. На Дончо сообраќајца Керко го зема. Тај плава што е. А не го знам. Од Цемка надоле кај ќе поеш према зградот, тај што се прави. О, па тој ги познавам, сега не ми текнува моментот. Еве нова фотографија, овдека, чека овој да го покажам, овој. Ето. Ту среде е Мите. Перо, ја и Мите. Он беше, ципеле продаваше обуќи у Белград. Обуќа Белград, чива беше. Он Мите тако- тури живи Куманово. Не сам го видеа, не знам дали е жив, да ти кажам, беше постар од нас 5-6 години, али па многу разбираше мотористику. И он ке ни ги штелуе, да иде побрзо, да троши помалку тие работи. Еве убава слика. Тој со АПН-че. Само сам го ја препредаја, донесе ручки од Италија, тако високи да биде модерно, фар посебен, и вилушки ни донесе, ама не сам разбираја, купи го од Италија, донесе го дека беше с дупки, оди се самија. И руси самија и амортизери напред. Сега те прашам, у Куманово у тој време моторџија е имало неколку познати. Еве, например, сега, он е помлад, веројатно, тебе Мацек и Киш беше моторџија. Да. И други познати моторџии кои се многу сакале мотори, исто кога тој е експонирален из град. Абе види, така на рачуна се на мотори што возиме како барабе смо биле. Не рачуна дека си сакаш да уживаш во тие работи, него чим вози мотор бараба си. Па, девојку имаш, кога ќе разберев дека си моторџија од дома, одма сугерирав да се осаѓаш. Подалеку од тога, дека тој се барабе се вика. Да, бе, да. А так бемо, ја, тај Перо, Бране Лебар, Бог да го прости, он водеше МЗ. Имаше га, поза Стоколм седеше, он купи големага Триумфа, 600 кубика. Томе. На Аха. брат му, помале Маријан у биро доле што е за Не запослување. ми текнува, да. Таму Джуляк беше, и он возеше. Викам ти, 7-8 души беме така моторџија и сви без дозволи. Само тај Тома имаше дозвола. Сек продава ракију на пазар. Уопште им работеше. Томе, а? Томе. Не сакам да кажа дека не имала пуно моторџија во тоа време. Абе видиш, па Да. тој лош глас не биеше. Иначе ми сме били без дозвола, а шетале сме го целу Македонија и па нагоре до Краљево сме шли. Да, прво беше пони, па после поголемо АПН-че. овој кој би кажал АПН-4 као појако моторче и после некој време би на тренд Јава. Јава, чезетка, па бе, имам туја чезетка, с да. чезетку 250 кубика Да, тоа е било и остана ми неосварена желба чопер да воз. чопер, да. И ставу на пост неосварена желба чопер еден, амерички Триумф. И една комшика, една жена другарка, она па автошкола има, абе мири вика купи, па ќе се да се возиме. А да не забравяме дека тоа време полицајци су возиле БМВ мотори. После донесеа БМВ, и ќе кажу има још една случка. Мотор возеше Бране, да нема да вози Бране на Милчо сообраќајца син и Ставре. Они беа двојца моторџија. И помаваме Ставре, пошто немаше дозвола, помаваме Ставре и куде Старо црквото и дол беше надоле. Немаше улица така. Дол течеше. И ја таму бегам у тие тесни сокачиња. И паќам кривину куде црква надоле да бегам подол. И само чувам брау, тропа нешто позади. Кад се заврте, кад го виде, Ставре падна од мотор. Е така ту зупа срци, секако ме фати, најбаја се му. И неделю ден сам седел у Скопје кој сестру ми, она на факултет беше, не смеам да дојдам дома. Док татко ми да го смири топко да не ме тепа медиција. А да не те малко. Да. Еве, Иначе- ово е чезетка. Тоа е 60 250 кубика.
Ово е негде, ово е гимназија, игралиште школско. у гимназија. Да. Да, гледам се. А ово е позади деца, Деца, ми атракција бема за нима. да. Чукав руки деца. Застанемо деца одма крпчиња зима да ги бришеме. Кој година било ви искат прилike ово? Тој е 74-ту, 5-ту, 6-ту, тако е. После 78 беше у војску, каде дојде од војску продаде. Тепаме, видиме тепа пуно, у парк горе. Видиме лице? Да. Пошто беше спуно, беше маваја. Он пише пријаву, татко ми сепа. И виде дојде на чека му парк, таку Соколански парк, у крце смо клупе и играмо карте. Да. И он дојде од позади од кој техничку школу и ме исперда убаво и ga продаду мотор. Пред рекламо го паркирам и ставу табла, се продава. И он ќе паркирам и ќе дојде да го пипне мотор, дали сам го возија. Чиме ладно дали е се- вручо, да? не е вручо, добро. И продаду го ја мотор и приваѓа он, вика, сак може да бидеме другари, вика, ала ти вика, направи се одличен потез. После неделю дена среднуваме туку, вика, па ти беше и будала и не, вика, ама да од тебе што го купи, вика, два пат побудала и од тебе, вика, стога не му искочи улицата крај. Ај па малку, извини, овие слики две не ги покажам од таткати на брзино. Еве како су биле стари кумановци, обичен стал, обични столице и флаше пиво. Да. Ово е Ово е татко ми. Ово се негови другари. Да, другари тие се негови. Ово е негде Он ги веројатно кажеше, доле шема у ден бању ќе изгледа. У бању горе тој, да. Да, да. А ова е у Кратово са слика. А еве ги наши кумановци препознатливи, значи тој време стилно облачање бија убава ципела, панталона, капут, не имало Ципела- јак и шишир. Ципела мора и тој да лшти. Да. Да си чисти, нема како сега у пати ќе да изготви. И шишир, еве. Шишир обавезно. И тој шетав. Да, и шетав. Тоа е било стара кумановска традиција. Сакам да те прашам, ти си завршија основну школу каде? У браќи Мелдиновци, Која ти е била учителка? учителка ми беше Елисафета Прокопиева. Она седеше, Кога има ли некој врско со Прокопиева трајка? има нешто, ама не знам да ти кажам. Да. Има некој, мајка ми кажуваше, пошто колешки са били учителки, а не може ти кажу тачно која врска. Да не повод да кажу така него да излажемо. Пошто ќе чуи некој што знае, ќе вика лжев овие. Па после класна ми беше Бојана, Што продаваше Бојане? македонски. Сега овој прилик кој те ќе те прашам, учителка е била како друг родител у тоа време. Ти го веројатно памтиш по убави работи. Она ти е била како втора мајка. Па може и поиска од мајко. Многу сам го сака, и она ме многу сакаше. И ме сакаше многу професор по ликовно. Борче беше, са го се Борче Овце. Со Окце е тако е. Да, он е покојни. Покојни и момент Шаѓа исто Бог да го прости и njega. И ја беше добија награду у 8 одделение, втору награду у новину Јеш, таа беше новина за карикатури. Да. На ниво на Југославија да добиеш втору награду, дете од 8 одделение, тој е пуно нешто. И ме препорачува да идам на уметност. Али од дома не вика, уметници са пијаници вика. И када право изложба ја, на интервју кажага тој викам, викам, има и рабаджие, има и доктори, има и архитекти, па зашто да нема и уметници пијаници, викам, ако има ген некој си течо ујко тамо, ген ќе проработи. И на изложба приваѓа момент Шаѓа, вински многу оштри зборови за нас уметници. Викам, професоре, тако ли е? Абе, тако е, ама многу оштри зборови. Ама кажи, тако ли е? Баш тако да испиемо по едно, викам, тега што збори ја. Да, имаше еден познат сликар од Куманово, уметник, он отиде у Француско, таму умре Велја. Да, чул сум за Велја, нега, да. чувени Велја. Он е бија стареко на татка ми и тако е. Еве сега у овој ситуација да покажеме на слику, ти кажеш ово дали е од средни школа, Тој е 4-та година техничка, Наце Буѓони. техничка Класот ми бија, школа. класот ми бија Митич. Мити, што предаваше он? Техничко цртање и нацртна геометрија. Така сам га Микич или Мити? Микич. Микич, Микич, да. 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 Он е покојни исто. Така сам га псуваја, малтретираше немногу. Јас сам имаја техничко цртање и нацртна геометрија 5+. И кад правевме средбе, тој 25 години 30, и ќе ме чита со мене, пошто 5+, и од дневник сам имаја 5+. И још едно ќе кажу, керка му него работеше на базен доле. И воду ги унукија тамо, и му викам на њума, да ми кажеш кој е гроб на татка ти. Што ти текна, викам, миресак, па тој гроб на татка ми. Викам, диду да му запалу свеќу. Пошто, док беше ученик, цуеше га, малтретиране.
А сега му викам, ала му вера, да му запалу свечето, ми дајат такав обазанат, кој ми се многу значи моментов со мене. Пошто ја го Значи, врту позитивно и утичај на тебе. позитивно да се разберем. Да. Али тега деца бемо млади и викамо малтретиране. Он не малтретира да те научи стварно да бидеш. Ај само на брзина ми кажи кои сте били школски другари од основна школа, кога памтиш? Од основна школа. Цмко ми беше. Никола Георгиевски Цмко. Перо Високе. Беше у ловочувари, овие рибочувари. Петко, тоест, не Перо, Петко. Марија Керка у оптику држи сега на Јолета жена што беше. Аха, на Јолета Сачи. Не, на Јолета директор што беше у Мензу. А, у Мензу, добро. Весна. Сега презиме ги испозабрави и слуша, оно. Добро. Ај овие да ги кажемо од средна школа. Овој прилику пуно ќе се подсетим на тие овои моменти. Ти почне да ги кажуваш кои се те века школски другари, кога памтиш. Да знам, ше слабо ги гледам, сега. А ќе ги кажуја по... Сега да може ги покажу, ќе ги кажу по име. Ајде. Раденко Мирко, Кошаркар. Чапља. Чапља. Атанасо Кигоце, Джемс, Висок. Георгиевски Никола, Цмко. Николовски Мите. Има смо 3 женски, има ги на слипко, пошто у техничко тега женски слабо иде се, мушка школа. Ристовска Диљана, Славица, Цаце, Малецка, презиме забравимо га, и Ангеловска Станче. Пошто, а од друг клас беше Атанасовска Диљана, на сега на доктора Зубара, на казака жена што е. Добро. Така да гледате сами, 35 мушки, 34 девојчиња. Други мушки кои ги памтиш? Имаше Перо Вла, Николовски Петар, Влашче ga викасно, пошто од Добрашане там сви са Власи, Николовски Мите Кажага и он исто Влашче. Илиевски Владо, починате, Попче што ga викаса, ја Поп, он Попче. И други, кој смер си бил техничка школа? Машинци. Машинци. Да, пошто имаше машинци и електро. У второ годно делесване, кои се за електро, али електро помалце. Машинци бемо поишки, да ти кажу. Кои са други професори биле, еве, ми у емисија увек ги кажуваме луѓе кои се биле педагози во едну школа, у друго, да се подсетимо као еден време правимо за свите заслужни професори. Микич, тај, он беше класан и предаваше техничко цртање и нацртна геометрија. Перфектен педагог. Имаше га Стојан, Тасински Стојан. До Рамстор седи у тој зградище, тој седеше, не знам, жив е. Видуј го тако поздравив Мама го. го njega. Жена му што работи Мак Петров. Тако е. На помпу беше жена му. помпу, жена На му. Боно. Јасмина. Тако е. Живко Вујовски. Он предаваше техничко механико. Ранко предавајарите? Не. Не. Мотори ни предаваше, куди Бонарче седи. Забрави како се викаше. И знам предавани мотори, учимо такој, многу сам сега мотористико. А беше го рестурират шезетку дома, зимунска го рестуру. И он кажува клипњаче, ја бркнув ташо и заду, викам, оволе професоре, то е, добро. Јутре учимо друго нешто, вика клип, кажува, ја бркнув ташо и заду клип. Викам, оволе професоре, то е. Ами чека, оди вамо, откуде викам, дома ми рестурира мотор, се делови. И га беше рестурират да га подмажу. Дете ни памет. Када га составил, нему да га составил. Чите по книги не бива. Имаше грко механичар, војни механичар беше на татка ми пријател. Отиду куди нега, чика грко таква и таква работа. И дојде куди мене у подрум и га состави човек. Вика, добро си до туја, добро си га напрема. Овие са тие цаки имаше некои тамо. Друг вика, немој сам да растураш, вика. А кои сте биле други професори? Физичко ти предаваја Ангел Димовски, веројатно. Ангел ни предаваше и тој минималки да носи. Македонски Пенка. Пенка ни предаваше македонски. Ја го беше нацртаја. Карикатури што беше добија новино. Тој второ најдо што добил јеш. И ноше ташо на грб ја, још од тега. И позадје на ташо беше го нацртаја мачко. Мачка цртана со дигнат опаш. И како мрда мачка, осранатија ист. А она беше Пенка, беше тако под тртаста, да кажеме, на Кумановски. И пошто не ми го собира ташниот клупо, ја го ставljам доле.
И овој кад го види Ташо, она мисли њум сам го сртае. Излегувај надвор, срам те било. И зима дневник, пише, чекаме просвој, што е работа. И ме запише за казно. Забрави да го кажу Гоце Божурски. И он не бие с нас. И он беше тега председател на класа. Од себе учија, така е. С мене учија. И овај запише ме тамо за казно. Искачи ме надвор и директор ми беше Дашто. Вински, што си направија сега? Што ти истерава? Ништо, професоре. Како бе ништо? Па за ништо не те истерува. Па ништо, седеше си мирно, пројдео, ти ги узви капо, мене искаче надвор, истераме, и еве надвор сам. И запишаламе. И у тој време звони звоно, искача Пенки и го прашува, што е работа? Ме нацрта на Ташња, вика. Вински ствари, не е професоре да ти кажам, викам. Тој ми е многу драга успомена. Јас со тој слику сам добија прву флор награду у Еш новино. Викам, имам дома чувам го новино, ако сака да може да го донесу. Иди до нас го вика новино. Ако лъжеш, вика, ќе ти сермаш школа, вика. И ја трчи дома, зимај новино, чуваше си го новино, пошто меракме, куде сам има мои подаци све и слика моја ставена. И мора да стигну назад на одмор, палу мотори, с мотор доваѓам пред школа, паркирам мотор пред школу, улазам а так се пушеше унутра у канцеларија. Они пиев кафе професори и пуши цигаре. И ја пред директор, еве го директор новина. И овој гледа и станои браво Поповски Вински и честита ми. И почна да иде новина од еднога до друга просора. Куде се виде просор. Каде иде куде Пенко погледа, па кога го викам не ми го уже молно, тај ми е последња новина успомена. Така да и таа анајдота од школа. Убаво успомена. Да. Сакам да те прашам и за другари. Ми овдека има едну слику, па ќе се вратиме па, овој сте биле као 5 ударни другара, така ли? Да. Мирко Раденковиќ, овдека е Нагиб Џемили, Бореџеница Мирела. Бореџеница Мирела. Еве. Тоа е слика матура у хотел Кристал. Ми смо Владо Илиевски, Поповски Мирослав и Атанасовски Гоце унутре смо на Славе, а Нагиб од Мирелу и Раденковиќ Мирко кошаркач Чапља, они са надвор. Пошто Мирко Они кои се учили од техничко соучилиште, Нагиб и Лај. Нагиб не е учи, он беше другар на нас. А, не, добро. Он се дружеше нас и си се мисли дека учи он. Но сме биле заедно. Така да и денеска се поштуваме. Да. Па после ги уведеме унутра. Криемо едну убаву анегдоту од рекламу саткарницу, тоа е за тие 50 колача. У техничку школу од овие познати кумановци учија Аце Русевски. Да. Оне генерација бија пред тебе веројатно. Пред мене оне. После ми кад учи смо, они тренира са, боксери тренира са испод. Доле, да. Да, у подруми. И застанемо, ми гледамо ги тие вреќи ударав. И многу караше тренер Миро ли како беше, у циганско каче седеше. Петровиќ. Покојни, да. И кара ga, учи го вако на кој добро. Ми зиркам од надвор пошто отворено да се ветри. Так немаше климе тие работа. Сега за усладканицу рекламу, пошто на Египе тамо бие, работае исто.
Една анекдота убава, 50 колача. Ви сте биле таму 50 клера. слика колоци како инвентар. Сваки ден. Свак млад човек не е имал таку рекламу. На колачи, чувени паста, индијанка, еклери, Боза толумбе, и шприцер. боза и шприцер. Шприцер, але не шприцер с вино его. Што се Боза и дешава лимонада. еден ден, донасав 50 колача, али ти објасни ни тој како е било. Договоримо с Нагипа и с брата му Сали. Сали да ни спреми 50 еклера. Ке дојдеме од школу и ке ги едеме. И улазаме, тој мало шалтерче ги имаше, и он на шалтерче знае сега пирамида, 50 еклера, толики голема. И ставија ga пред нас. А карши нас седи Радица Патиџанка. Некој тешо се падам таму на њима, с другар коне. И по едно индијанко поручиле. И овој при нас ги куде на стари, он мисли ке ги стави у фриждер. И при нас ни дупли бозе, големи чаше. И ми, ајде, живели и почнемо да ги едеме. А ми се говоримо 50 еклера да ги едеме. Имаше слику Гоце Божурски цртане така. Ама уселение со куќу, кој знае куде ќе го најду, ќе би го покажу. И почнемо да си едеме, но едеме. И а не ради се Патиџанка, со другар кој се висел. Пошто они едно индијанко утигра, а ми 50 комада. Тори капираме. Ти ги истрча надвор. Што обино вика, искочил да повраќа надвор, вика, згадило се што не гледа куде едеме ми. И шета се така, имаше корзо, знам колку памтите, како збија, вртиш круг. Да. И заврти еден круг и дојде Дзирка од брата, виду куде сме ми завршуваме. Ту го течо, вика, зар сви го плескасни, вика, сви викам готово. Значи, ви сте четворици зеле 50 колача. 50 еклера. Беше ли ти мука после? Уф, после 3 дена не сме легнали од реклама. Не ја и мои колеги. Прееле сте ги колачи. Така едемо, ја, Раденковиќ Мирко, Гоце Атанасовски и четврти дан беше Зоран Чекрк, не знам тачно. Да, Раденковиќ Мирко е бија кошаркар. Брат му беше, според кажувања, ја не се сеќам, Драган кој се вика. Да, он гимназија Он учил. е бија бољи играч, вика, као поталентиран, мислим. Поталентиран беше, он постари поталентиран беше од Мирка. Мирко такој сакаше да забушава помалку. Дел од твој живот е истужение на војско ЈНА. Ево, дека необичаена слика вијски збркови. Е, па так брадо не дава да се носи. 20 септември 78 ЈНА. Да. Куде служија војско? Војско служи како регрут отиде у Горњи Милановаc. Тоа е до Чачак, Добро. па после Краговец и Краљево. У Краговец имам многу успомена да ти кажу. Там сам бија 8 месеца. Малце беше у Београд на имаше некој надпревар тамо, не знам што беше тачно, и бемо на испомош тамо, пошто бемо тако тие по телепринтеристи, пошто бија сам веза телепринтериста. Тоа е како телес, оние машини што се куца. Да, јас сам бија телепринтерист, јас сам бија у Љубјану, у Љубошенто, од Касарно. Па после ме се Шаро беше шифрер. Едно време беше на како беше одека командант. Еве ти што може да Бија ни сам кажеш? аѓутант на Да. Јордан Јорданов. Бија сам аѓутант 4-5 години. И Војска, викам, Кумановци е школа живот. И да знаеш дека е. Ако не друго научиш на дисциплину. Научиш на ред, на дисциплину и да поштуваш постора во тебе. Што сега многу Исто малце. време сега вијски во нешто време, веќе скоро 15 години војска не се служи одека. Тој го избацива. Сви Кумановци кога да прашамо емисија, вика дека војска убаво е да се врати, да служи деца, Голема школа е тоа. да стекнем навики у живот. Тачно. Абе, чисто да стекне навику, имаш обрску кад да легнеш. Имаш обрску кад да станеш, не да стануе на пладне. Знае се свири труба, стануеш. Да, не може Улезеш да пишарки, стане бррр, унутра, оп, труп, свири пај. у 6 сат сви на ноге. Тачно. Физкултура обавезно. Да, мора да вежбаш. Постројавање, мора да си избричен, да си дотеран све. Ти да отидеш небричен на постројавање, готов си. Што викаш? Преко редни одма добиваш. По 2, 3, 5. Имаше формулација остав, Да. вратите назад и чак што више дешавало се 3 минути ти даде да се избричиш и па да се вратиш, да ако се не вратиш. па казна. Тачно. И у торбицу носиш крпу, прибор за личну хигиену, сапун, каладон, светија ствари, четко за зуби. Но у капу носиш иглу и конац намотано. Ако ли се случајно од кине Копче копче ти кај падне, град, мора да го сашиеш. Ке седнеш, ке се шиш, не можеш да одиш раскопчен. Исцепан, да. Ето, ципеле да ти биде прљави. Или чизме. Тоа е страшна работа била. Ти кај си бија војско имало ли Кумановци с тебе некој? Имаше Симоновски Чедо. Работеше сервисер.
за Стоколм имаше дуќанче, тој кој адвокати што се. Да. Чето он беше и негов брат после дојде, он па беше, ова беше интендант и ме дотеруеше се, поготово кога ќе појдам на остров, ќе ми даде нови панталоне, нов кајштиц, да бидеш дотеран. А брат му па беше болничар. Савче. Ушам не се работеше, дизелице возеше тие работи. Обожава да се клади. Он па болничар беше. Савче, знам го, да. Он и он видувага баш пред некој ден. Он ќе земеше, ќе ни замота руку или ногу, што да правиме поштедо, да не идеме на физкултура, да не идеме. Паднал си, пошто идеш групно бањање. У купатело, пушта ти воду, натопи се, гаси воду, сапуње се. Пушта воду, истушира се крај. Да, ако закаснеш, готово нема да живееш по пола сат. И тој, и скочиш надвор, мокри, претрчиш до спално да доеш. И овој ќе ни врзеше руку на нас, или многу нешто, паднале сме с глав, крпу на глав, паднаја сам, убија сам го руку. Да не иду на физкултура 2-3 дена, да забушавам. Тој беше тие. Ово е некој перформанс 20458. Тој е датум на раѓање, 20 април 58 година. Тој се договоримо другари, куде мене у Што диско. е било циса со овој? Колба ја ги сме робијаши, пошто беше ише куде роѓаци у Белград и уведувавме у зграду доле диско направиле. И улазам у диско и горе пишуе ми се шалили, а ви стварно дошли. Деме кон на шалоте повикаја, ти си стварно дошли. Уф, мајко, мојка, дали сам јао тие такви? И они ги има со слики овакви. Ја дојду кажу на мои другари, има со другара сликара. И не слика напишемо си бројчиња. Така да свак другар си Ева има. да покажемо тој време какво е било стварно другарство. Расположени луѓе, весели, поштовање невидено. Ова е некоја прослава, ти ќе кажеш кој е ова. Камо, чека, извини малку да. Ако. Па овој сме па тие другари, еве па Чапља, тега на Гиптуе, Гоце, Джемс, јас сам. Тој многу сме живувале, да кажу. Пак е се Овој вратил. Кристал ли е било? У Кристал. У Кристал, да. У Кристал. Па так, Кристал, Ловац и Хото Кумано. Кристал беше перфектно нешто, пошто имаше огромно терасу напред. Сви просветни радници ќе отиде са бале на кафе, нападен на по едну ракију. Еве го. И плюс музика имаше жива. После Да. Куба кога се отвори, так па Куба беше атракција. А како млад човек, како бечар, ти си бија на корзо, тој си се шетаја и нормално бија си у реклама, пошто на Египет бија прв другар и тој е било корзо и тој се било Застане на некој смо- начин зближување на млади генерации. Вика смо воз ке пројде. И ќе застанемо пред рекламу, стоиме надвор, искочиме, знае се, 5:20, гимназија ќе искочи. 10 минута после тој економска ќе искочи, да видиме девојка ќе пројде. Иде возник од гимназија. Вика, па како вика исто време и економско. Ама економско е горе подалеко. И тамо но вие ги испратимо гимназијалке, иде водозгоре економиски. И чекаме ги нима, наредиме се и чекаш. И тој се паднале први симпатија, први љубови. Што вика Кумановци, бечар вика чека 10 дана да го види симпатију, стои на некое место, она пројде, Тек он и се пројде. радуе како мало дете И толку. тој се биле И убави чекаш моменти. па. Убави работа. Еве една фотографија, ово е на скијање. Тој е на скијање на Даштев Рит. Сега све е куќе. Так беше Драган Стопаревиќ и од тој нагоре нема куќе више. Да, Рид Кој беше- сте на слику, дека ти Ја, Живко брат ми, Венцо брат ми покојни и Бубе другар. и Бубе друга. Еден пар скије, четворица петина. И И од сега морате прашаат миски тебе, ја ги прашувија Кумановци, некој си каже отворено, некој макото кој срамежливо, а твоја супруга, да кажемо дека е била многу добра документарка, Јасмина Ѓорѓевиќ е било девојачко, да. добар играч, вреден у клуб. Каде го запознати јас? У Соколано. Како На стои- игранко ли? Не, на рукомет, на игралиште. Так се играше, немаше сала унутра, кошаркаш игра се унутра, а овие игра се на игралиште надвор. Добро. И тренерот беше Диме. А Диме ми на мене беше професор у Осмолетко. И ќе дојде и ќе ме кара све. А ја мотор паркиран и дребно чекам. Ти си го веќе пикираеш, што викам. Тачно, да, пошто она наследи дресот Јасмин Голубоvić, сега што се прави турнир. Да, за Број два. нашо легендарно Е, Јасмина, така е. да. И так не беше како сега. Секој троп готово.
Тега се пати треба да шеташ, па некои 2 месеца, 3, Па да со сега убедуваш, па да. Убедување, пуштање натаму, не бе, ти си моторџија, вика, бе, там, а вика, мотор е продаден, ако ти вика, пак ќе купиш, вика, пак ќе полаваш подава. И отидемо, роѓенда беше њоен, с другара мојега отидемо. И Јас се пријаци да како девојка. Да, и само што појдемо, неделја две имаше, Не, викам, она кој не живела како девојка. она живеше поза болницу, Горе Сава да. Ковачевиќ, Да. зграда поза болницу што е. И отидемо со другара тамо, сам не смеме да отидем на роѓендан кој нема. И улазам унутре, другар отиде с другарка ќе седи тамо. Татко седи у кујно. И обама да ме види кој сум, што сум, како сум. Бре овако, бре онако мене. И ми се пинува, ја не смеам да пину, кажа ми пијаница. Овој зет будучи пијаница. Да. Поседемо с njega. Па отиде тамо, ајде вика, иди се тамо. Седо, он гледа телевизор. Дојде мајка од другу смено беше. Да ме запознаи с њума натаму, ама и готов, бина го работа. Зет не е лош. Вика. Колку време сте били обвезани? Па негде годину и пол тако е. Па добро. И после си доваѓа свадба. Свадба дојде. Па е било па која деца, година? 70? 80. 80. 79 се запознавам. У Кугуле е била свадба? 80. Не, у Кристал. У Кристал, да. У Кристал. Еве те прошли кога си завршија гимназија, средна школа. Продолжија си веројатно Не гимназија, техничко. техничко, пардон, Техничко. продолжија си да студираш или Почна да студирам, али тој пусти мотор. Кажи га, не иду с мотор никако. И стан фативе ми стари у Скопје, се тие ствари, добро. Доваѓаме за викенд дома и у неделју навечер торбу на грб, место го, мотор ги истерува од подобно и татко ми, синко, куде бе? Ки до Скопје тато. А, синко, ти вика, не завршуваш факултет, викам, нели киде с мотор, готово беше, до туја. А оно што ме подлажава, овие скопјани што не беа пријатели моторџија, пред факултет дојде ву, брчи, на одмор седно се зиме едно кругче две, ајде, не иду на час, ќе се возимо. Ке идемо на водно, ке идемо на матку, ке идемо вамо, намо, и толку. Отерага мотор, и још 3-4 месеца, факултет се помалце, викам, тато више не иду, да не плаќам од джабе стан, не е за мен. и не заврши факултет. И толку. Да, а мога си Можеше, си потенцијал. имаше точно. и услови сам имаа и потенцијал. И многу беше запнаја квалитетно да биде. Али кажи ми, ти кажа пред малку дека во основна школа си покажуваја покрај мотори огромен интерес за цртање. Тој само не дошло од тебе или имае си према некога, На мајко ми брат, мајка ми имала 3 брата. они су биле некои сликари. Двојца се биле у Београд, а еден е био во Австралија. Тој во Австралија што е бил Александар, тој е бил уметник. Значи ти си Од наследио njega njima. сам наследија, пошто тако кажува. Пошто од кој татка ми не е имало уметници, покажување, а овој тој бија многу добар сликар. Али така, за време на Други светски рат, лошо, едни са биле с партизани, овој с Драјчевци, тие кои западнаја с нима, пошто школом бија. И ga земе за, он би исто шифрер. И морал да бега после во Австралија. После рат. Значи ти се запослуваш релативно млад, 80 година запослуи се у Шамницеви. Шамницеви. Да. И сам пензију земаја од Шамницеви. И сам цртаја, беше ми дозволено, тај бакар што работу, у канцеларија да си цртам. Пошто ја завршу што ми е фабричка работа што е, никој не работи 8 сата, тој да не се лажеме. 2-3 сата имаш сигурно слободно. Јас ќе си цртам. Пошто бакар намоташ го уролно, кад го однесу. Ама кад го сработуваш не можеш да го моташ, он биде крут више. И слику на капиус, колку се сликари и стражари, директори знае се дека работи тој. И не ми А кога брани. си работееш во Шамницеви, кој дел? Јас сам запосли се у производњу беше мала пруга. Директно од цевке кој да се прави. Па после ме повлече у контролу, и пак сако унапредуе га. У контролу ме се у приемну контролу. Тоа е за све што ќе се купи у фабрику да видиш квалитет, квантитет. И да дадеш прием да напишеш, да можеш да плати комерцијала И после. тега и директор бија чувени Жејка. Желка беше, после бидна Кана, Желка ме многу сакаше. И ме поштуваше, јас сам и njega поштувале. После бидна Кана. И оно што е најважно во тоа време, зборимо за 80-70 години, плата редовна, К-15, вишек на 3 месеца и многу други привилегии. Тоа е било страшна работа, да кажам. Ја кад се запосли приправници.
И кога ти дојдеше плата, так беше плата на 8 зима се. У пликом изброени пари. Кога ти видеше мајстори тие што ни беа руковци на машине, ми приправници млади деца. Кога ти виду купаре, туго леле. И обавезно ишло се у кафану. Иде смо, Шамницеви ишло у Палас. На кебапи. На пиење, на кебапи. Ручак, пиење до фајрано. С нима смо ишле, заедно сам работаја с Жикета Цеплета и Шоње Бог да прости. Драги Шоње. Да. Извреден играч, фудбалер. Фудбалери, с ними иде смо. И Бубе спит таксиста е бие. Бубе што беше газда на спит. Он после. На такси, он беше у ремонт. Да. Не е бие с нас руководство вамо. Соле Шарпанинасти беше мајстор еден. Карче гарнизон седи, тој има дисконт некој. Он беше па врван мајстор. И ставиме се с njega да учу занат. И кажуе се, али па многу пиеше. Викон се напие и си отиде од некој тетовски села таму бие. Прачала е Желка ауто, шоферата кладе бева, да го доведе во тама да го направи машина. Никој не уме да го направи. Он дојде, тап, црче вамо, црче намо, пушта машину и па отиде да пие. Никој не ја кара што пие. Пошто И бие тега врван мајстор. Шамницеви, според кажување Вински, имало преку 3000 радника. Ја кад беше, ја колко знам, 2850 радника. После нова фабрика се пушта, Нова фабрика 80, не знам кој беше. Нас напротив исто само да влечемо кабли. Голем котори, 5-6 ќе фатимо кабли како руку дебели, и влечемо ги. И до стадото ја застане. И една анекдота. Видимо тие стари радници како крадев кабла. Застане, дигне руке и ти ga моташ кабла. 5 puta 2,5, 3 puta 2,5, што так и радници прави се куќа, што се не може замеси радник да прави куќу. да. Али научила рука да докачи нешто и дигне руке горе и овој мота. Намота ga како федер биде. И од озгора кожувки облечени бунду и накапи не може и не може да диши. Ја те мотам тебе, па ти ми моташ мене и се мота тако изнасва капли. Тој се биле смешки. Али ми млади не смееме да правиме. Оние стари мајстори Во свој случај Шамницевите останало во сеќен случај земаја пензију. пензију зема, Работаја си преку 30 години. 41 годину работа и 18 години технолошки вишак ме пуштива, пошто так беа такви услови. И ти даде отпремнину, 7 плате даде отпремнину, тако да седеше дома, цртам, а зимам како да се мише на работа, толку искаш с отпремнину. Да. Кој се влека на сликој да ни кажеш? Мој брат ми Живко, Попов Живко. Добро. Јас сум тој Мире, овој ми е Чичо Љубе, овој ми е супруга, овој Драги Гулинац и жена му Вера. На докторку Гулинац Деверво се пада он. Тај мала куќичка што е сега до лепена с гулинци. Да, еден гулинец почина сега тој. Да, Драги Поцина. Драги почина. Тој исто на овој се поубаво гледа. Еве да го покажеме. Идемо Мими Алексич на Ѓоко Алексиќ и Марију син. До нима Фросина, керка на Митрета и на Славицу. Колете е муж. А Слога до нима. На Слогу она беше учителка Марија. Па моја супруга, па Чичо ми, Љубе, па јас сум кум. 2001 година, први години сум кум. Митре професор, Живко, Наташа, снашка на Алексиќи, Фило и Кате на Ристо Филово и на Јуцко. Тој е сестра ми и зет ми. Така да, колко примети се сестра, тој просветни работници. Се познати луѓе од Куманово. И ова е само поединец, ти и још двојца. па така, а деца с кума да се сликав. Тоа сум ја, сестра ми и Чичо ми. И с кума си се сликате го ико нагоре, пошто тој е 2001 годину, кад беше полициски час, кад беше тај Кобајаги рат некој тамо, што ти ја знам, и не даде у кафану, затоа сме у гаражу стикани. Да. Иначе иконо го прави, Колко време го прави иконо? па околу 20 дена. Испод 15-20 дена нема да се направи, пошто се е тоа ручна работа. Don't wait for tomorrow. Live for today.
Listen, I wanna be there with you no matter where you go. Life is a table for two, and we're starting the show. Well, I'm gonna spread my wings and fly so high up above the clouds. You know that time doesn't wait for your dreams. We're living right here and now. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine. And go out and play. Are you ready for it? Better take your shot. It's gonna do the things that you wanna do, yeah. 'Cause this time is the right time, baby. You're the star and this is all about you. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep on chasing the sunshine and go out and play. You know, don't wait for tomorrow. Live for today. Just keep on chasing the sunshine and go out and play, yeah. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Сакам да те прашам, оно што е твое животно определение покрај работа и Шамницеви уметност, колку имаш направено до сега од прилike, иконе? Имаше некој бројку Па преко 500. преку? Со супругу баш за ново година седемо и си правиме така, викам, што смо постигнали во живот, викам, докуде смо, што, како, саки има и убави, има и лоши моменти. И за збориме баш тој, докуде 400 и кусур водеше евиденција. Така да задни 2-3 години више дигна руке, многу више биднава. Иначе дома имаме околу 70 дела сега. Од повише Па иконографија ми е главна, иконографија и орнаментика. и орнаментика, да. Сега почна да ставljam орнаменти с цртано, обично Богородица го цртано. И многу ги освежуе. Имаше у сувенирницу, собраси ги дела таму. А да те прашам, значи направи си околу 500, што кажа, ти више не ги ни броиш, пошто сваки Многу би даваше. првиот си и од спорт и од све. 70 дела имам моментално дома. И сега дојде за Свети Николу да крсти воду, поп, некој младо попче, кој не е доаѓа до сега. И като легна, вика, што е вој, бе, вика, па поишки, па вика, дека не во црква. Вика, да ти кажу, вика, ја ги право, вика, мој се мој дела. И ми мерак дома да сам. И седно, Тоа те прави среќнива човека. Дава ти душевну храну. срце толико, како Русија стара. Да. Еве ga Нокеска, у 3,5 сам пие ракiju, 3,15. И си работа и си пие раки. Право, не, док работу не пие. А орнаментика укуманово тој стил на уметност, за жал един остана у Соколану како некоја убава орнаментика, интересантни детали од тој објекат. Друго ми укуманово нешто занатски дом може да има орнаментику. Па би те прашаја за тие два наши капитални објекти. Како ќе допада таа орнаментика, еве, например, на Соколану еве, занатски дом? Сега ќе кажу, за занатски дом и тако, за Соколану. Пошто нели у Куманово се организира меморијален турнир по повод починато Јасмино Голубовиќ. Така е. И даја сам се обрску, овој годин тешко да стигну, али за догодина сигурно ќе биде. Слика е веќе справена
у позадино е Соколана и Јасмина Голубовиќ куде рипа оној скок шут што вика Фоне. Така да го направат бакар и на њојно, пошто њојна керка доваѓа обавезно за Да, за и турнир. Симу доваѓа. И Симу, и братвото е Дуле, и така да на керко и на брата да го поклониме тој слику. Нормално ќе пишеме позади и после ќе ставиме да се знае што е како е. Тој И се памтиш задел- го Јасмина Голубовиќ многу добро. и добра, и моја супруга е наследила дрес од њума. Број 2. Пошто и Извреден она, е, и она е левак била, играч извреден. перфектен играч, а и беше и многу убаво, што е право. Да, да. 90% што сме ишли мушкарци, ишли сме да го гледаме од њума, а не да гледаме рукомет. Да, па ти и Благица Шврче било убаво исто. Да. Еве, да га финишираме разговор сад време вински. И за Ово е- пројде мајко му толку. Да, пробаѓа време, убав разговор. Еве, ово е баш што збориме за мајко ти. Тој е Треба кад, би да се спомне библиотека Таня Георгиевски. да, тој е кад се пензионира мајка ми. Тој е жабац директор што беше. Добро. Он е бил професор гимназиум, после директор би на библиотеку. Тај не го памту. Тај од тие помлади некоја жена и тој е мајка ми пензионерка. Тој е чин кад се пензионира, те ги позади книги све са. Еве, ово е. Овој кад дојде в дома на пензионирање мајка ми, тој ми е комашинка. Буба Велковска. Като донаса тој поклон, нели се носи. Еве, ова е слика, веројатно овој биете цел колектив у библиотеку со што викаш директор Жавца. Така е. Тоа се колектив. Кога знаеш од овие насликови? Буба Велишкуса, Зора, како го кажамо, Свети Николчанка. Жабац, Тепичка тој ли е? Тепичка е го црна од срано. Те го Ната, тај голема, Ната, на Драган Стопарица и тај повезничар што го викам. Симо како беше? Зоран Сим. Да не е Зоран Сим. Не, на Бубо е Зоран, у полицијата е. Да. Мајка ми, тој е Веска, Тепичка и тие млади, забрави ги како се вика, сега ти кажу. Пошто баш у есен отидемо со сунуке и они представлявме, вика, овој вика мој дедо, пошто онука пуно шита големата. Вика негова баба, вика, биле, мајка, вика, биле, кажу им такој, кој, такој. И дојде баш една од тие помлади, так што запослива се с мајко, вика, да иде у пензију. И ме поштуе. Уф, како беше име. Едно моје размислување, имаше над 500 дела направени во област на уметност. Дали си сви тие твои дела, ако не свите, барем веćinom изложија негде да ги види народот Куманов? Па сега скоро беа изложени у сувенирницу. У занатски дом што се отвори. Добро. Али дојде некој несогласие с Агрон Фазлију, кој ми дигна цено на 30% од продаден слику, што е многу. Ја му кажа, викам, не бива. У Скопје галерија зима 15%. У Охрид зима 10-12%. Он тражи 30%. Викам, не е Парисово или Лувар, па 30%. Не могаме да имаме заеднички език, собраси ги стике, донесе си ги дома. И да ти кажу, поме е мило дома кад сами. Овечер седно до ујстрано и гледам го тај зад, пошто 70 дела рачуна у собу. Тој слика до слику с по еден прст два растојање. Да. И си седно и си пиу кафе со жена или ракијшко си пием и си ги гледам. Јутре ќе седно од тој страна па ги гледам овој зад. Моје место е у чело седо. Али кад дој гости ги са они да седне на моје место. Пошто не седне гостот да гледа у кујну. Да седне на моје место да ги гледа слики. Да. И имам тој такој доста седе од тут, седне од тут, зашто да ги гледаш и ти од тут викам слики. Пошто ме рак ми мене. Имаш голему пасију према кучиња, чување. Ево. Цел век смо кучкари. Ово е, која раса Тој беше? алјаски маламут. И са они балкански прваци биле. Тој е мајка Дина, ово е керка Алиса. Чувале смо ги 11 години. И кад да правиме зграду с нешто избидета, даде ги у Јован Бигорски манастир. Пошто на сваку изложбу ќе дојде се монасик, кај ќе ни дадеш куче, кај ќе ни дадеш куче. Како бе да ви даду? Куче кој е 500-600 евра кошта. Ако ви даду ја, што ја мора да продаду кутре, да бише по изложбе, да купуј храну. Пошто не е посебни храни, сви тие ствари. И врту телефон на монаси да ги даду, они ми си шалуси и ми затвори фодма. 5-6 пут врту телефон, не. И преку едно женско најду врску, братво е таму за монашен, она му заврти телефон, ми разбори ти с njega.
Викам да дојдете да ви даду кучиња. Ќе ви даду и кучиња, ќе ви даду и дипломе, пехари ќе си ги чувам за мене. И направо фотокопија да си имам дома што смо постигнале со тие кучиња. Кога дојдева они, што да ти кажу, презадоволни, и со жено иде смо 2-3 пута, обично за светјовани иде смо тамо. И последња средба, малата се откачи од поводник. И летнета имаше пасата и возу, ја и го гледам, она квичи како дете, плаче. И го гледам, откачила се и фатила го црту по аутопут, ја 80-90 стотку по тие кривине. И жена като ми доставе пола сат војши га стотку, ке не истумбаш. Куче, куде ке те прати толку? И стварно нема како куче. Кад ме вивне глава, притиса качу, па отиду куде имам братовчетко на Мавро, па 3 дена тамо, па по болнице, инфузија, инекција на тама, више мире не иде тамо. Овие, абе кај ќе дојдете? Пошто иде смо си, научила имунација. Мире више не доаѓа. Сега се починати, кажавани. Колку прилike живе овие раса кучиња? Абе, они 13-15 години жив. Али тамо многу сурова клима, каде што живе они, се од север горе потекло. Овдека по 5-16. Мајката живее 17 години, керката 14. Секи атрактивни се овие за борбо кучиња. И лагото. Тој се овие што пеќурки што копав, тартуфи што наваѓав. И син ми се чува лагото. Спие с унуки у кревет. Сега да доаѓаме до супер финале на овој разговор и вас, како и сите мои соговорници, имаш синови, имаш унуци, ник су живи и здрави, у овој прилику 4 унуки и мора да една ги унука. поздравиме, ако не виски и се наљутив, кажуј кои се унуци и унуке, Имам 4 унуки, женски. ник су Каја. живи и здрави. Каја која свири виолину, има перфектни резултати и пое исто. Има 4-5 златни медаљи виолину. Втора е Калина. Она има златну медаљу у генерација на второ оделение у Европа. Што многу ми е мило да ви кажу. Да. Па иде Зоја и на крај Неда. И унук мушки од другога сина Јаков. И се гработу икону Јаков. Пошто сам првиот на кога ти не прекам да направи за своји деца нешто. Да остане некој успомена. Баш што кажа, но кеска сам пиел 300 ракију. Јакова га работу, што ќе се минут. И умори се, па ќе грчвише, пошто ручна работа е све. И си по едно чеканче, амо тропаш, фрижер извадиш нешто да замезиш. И мојата невеста се наспала, улаза, туго бе муже, 3:15, сам пиеш ракију. Викам, жено, гурни ме га телефон, и овај гура га телефон, ја, кој ја ки врту, кога брата ти? Зашто? Па да пиемо ракију. Ти си нетачен, мори. У 3:15 на кога да врски, каже, умрија некој. И она попие узо, отвори, сипа чашко узо, живе ли, вика, многу, тако вика, моментот е битен. Тако тоа е. Да, значи ќе биде икона за унука у брзо време. Ке го објавимо, Да. Ќе се израдуе сигурно. сигурно ќе, пошто гледам, дојде и гледа ги слики, и детето веќе уживав. И ми Како многу ти мило. испуне ден вејски се како пензионер, по унуци си веројатно активен. Воду унуке у музичко училиште. Воду ги и ги враќам, пошто локација е лоша. Оде джамију тамо. Воду ги и ги враќам. Помагам на сина. Син отвори ресторан за здраво храно Пјур. И цртам. Од мене толку. Да. Урипам кога треба, сабале сам набавку и кога треба да се испоручи некој, пошто фати некој фирме веќе да се испоручи роба. И сега направо паузу. И помогну на деца и направо паузу за мене. И се врату па цртам. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i um postižu harmoniju, gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura. Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica,
ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje. Ovo je mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Hvala ti što беше gost, puno pozdrav do tebe, do svite tvoji najbliski, do rukometarku tvoju suprugu Jasminu И до сви рукометарки. do svi rukometarki i kad se vidimo na memorialnom turniru сега, pa oni kad dođev u aprilu mjesec za Jasminu Golubović. Ja ti posekujem mnogo zdravije, uspeh i da se vidimo pa u drugu priliku. Фала лепо. Пак ќе кажеш пут, ќе пробам да го направам. Али сумњам, пошто имам обврски веќе земено. Da. Што вика на Кумановски капарца веќе земаја за слике, така да дам се од себе, да, ако може стигну. И кажам му и на Дулета, видимо со еден, дека тој справляме и вика браво другар. Пошто с njega smo od Шамницеви, да. Hvala ti što беше gost. Толку за денеска, ovo беше емисија за Куманово. Поздрави се најбоље.